Почитувани, здравствениот систем и понатаму е под директно деструктивно влијание на СДС. Ова најмногу го чувствуваат граѓаните на Македонија, но и лекарите и медицинскиот персонал. Како резултат на незаинтересираноста на СДС и Министерството за здравство да ги решаваат проблемите во здравствениот систем и да ги одржуваат апаратите неопходни за функционирање на истите, денес доаѓаме до тоа да еден по еден откажуваат неопходните апарати за диагностика на пациентите. Терциерното здравство е под директен притисок на пациентите, а лекарите се ставаат во состојба да не можат да помогнат бидејќи немаат основни орудија за работа. И покрај тоа што неодамна обзнанивме дека во Источна Македонија не работат компјутерските томографи, ништо не се превзема за корекција на ваквата состојба, па како резултат на тоа дојдовме до состојба да не работат и 2 компјутерски томографи во кампусот клиники Мајка Тереза. Пациентите кои имаат потреба од оваа диагностичка процедура сега се препраќаат во градската општа болница 8 септември, а сето тоа заради неспособноста на Министерството и раководството на клиниките да го решаваат проблемот. Ваквата состојба беше очекувана со СДС на чело и кадровските решенија кои тие ги направија. Здравството е еден комплексен систем, кај кој доколку една аномалија не биде отстранета брзо и ефикасно, се продуцира голема деформација на друг дел од системот. Заради тоа дојде до состојба кога клиниките под притисок на нефункционалноста на сегменти од секундарното здравство почнуваат да намалуваат ефикасноста во пружањето на здравствени услуги. Сето ова ќе резултира со зголемување на времето на чекање на мој термин, а со самото тоа ризикот по здравјето на пациентите и понатаму ќе се зголемува. Предлагаме и го советуваме Министерството да излезе во пресред на граѓаните и на пациентите и што побрзо да го стави во функција компјутерскиот томограф на клиниката за неврологија, кој засега се користи само за снимање на глава, а не и на останатите делови на телото. На тој начин СДС може вистински да излезе во пресред на граѓаните и да покаже грижа за нивното здравје. Граѓаните не заслужуваат да се тактизира со нивното здравје поради неспособноста на СДС и заменик министерот за здравство Чакаровски. Затоа на 15 октомври граѓаните ќе речат не на оваа неспособна и деструктивна политика. Ви благодарам.